Денеска православната црква ги празнува светиот апостол Матиј, светиот маченик Антониј, светите маченици Јулијан, Макријан и други со нив. Светиот апостол Матиј. Родуме од Витлеем, од племето Јудино. Се учел кај светиот Симон Богопримецот во Ерусалим. Кога Господ излегол на проповед за Царството Божјо, тогаш и Матиј се придружил кон оние кои го љубеле Господа. Оти и самиот тој со сето срце го љубел. Со наслада зборовите негови ги слушал и делата негови ги гледал. Во почетокот Матиј бил вброен во 70-те помали ученици Христови. Но по воскресението на Господа, бидејќи местото на Јуда предавникот било испразнето, апостолите со ждрепка го избрале Матиј на местото Јудино за еден од 12-те големи апостоли. Примајќи го Духот Свет на Педесетницата, Матиј пошол на проповедување на Евангелието и проповедал прво во Јудеја, потоа во Етиопија, каде што претрпел големи маки заради Христа. Се мисли дека проповедал и по Македонија, каде што сакале да го ослепат. Но тој постанал невидлив за своите мачители и така ја избегнал опасноста. Бидејќи бил во самица, Господ му се јавил, го закрепил и го ослободил. Најпосле се вратил на работа повторно во Јудеја. Тука бил обвинет и на суд бил изведен пред првосвештеникот Анан, пред кого тој неустрашливо сведочел за Христа. Анан, оној истиот Анан кој пред тоа го убил апостолот Јаков, го осудил Матија на смрт. Тогаш го извеле светиот Матиј и го убиле со камења, а потоа со секира му ја пресекле главата. Ова било римски начин на убивање на осудените, а лицемерните евреи го примениле над мртов човек за да им покажат на римјаните како убиениот бил и римски противник. Така завршил овој голем апостол Христов и се вселил во радоста вечна на својот Господ. Поуки од светите отци. Пред тајната на човекот, секоја љубов во себе содржи одговорност. Затоа потребна е непоколеблива вера. Таква вера што е во состојба да ја види тајната на човекот. Таа тајна неможно е да биде видена со видот, со очите. Митрополит Антониј Блум. Светиот маченик Антониј, граѓанин на Александрија, изведен пред незнабожечкиот кнез, тој слободно ја изјавил верата своја и бил мачен. Бил тепан и стружен, но од Христа не сакал да се одрече. Најпосле бил фрлен во оган, откаде што тој го зборувал на народ. Браќа мои возљубени, не робувајте му на телото, туку грижете се повеќе за душата, која ви е од Бога дадена и сродна е на Бога и на божествените сили. И така, поучувајќи го народот и горејќи во огнот, ја предал својата света душа на Бога. Поуки од светите отци. Сиот наш живот е прекрасна тајна, позната единствено на Бог. Тој се одвива чудесно по некаков таинствен план, кој што не го забележуваме и не го разбираме. Секогаш и во се постои некаква поврзаност на околностите, но целта на таа поврзаност нам не ни е позната.
Ние го сфаќаме значењето на оваа или онаа ситуација, но во сето тоа постои длабока смисла. Нема ништо случајно во нашиот живот. Преподобен Варсануфи Оптински. Светите маченици Јулијан, Макријан и други сови пострадале за одбрана на иконите од опакиот цар Лав и Савријанин во 716-тата и се венчале со неовенлива слава. Поуки од светите отци. Потребно е да почекате. Бог делува, но тој има свој сопствен ритам. Бог делува трпеливо и природата исто така. Цветот ќе се отвори кога ќе дојде времето. Се менува, но со сосема поинакво темпо од она на кое нашето избезумено општество се навикнало. Оваа трчаница, оваа паника, овој бранд што сите нас не прави толку забрзани, воопшто не го допира Бога. Бог не влегува во оваа луда ритмика, тој се движи во ритамот на својата љубов и на своето трпение. Старец Нектарий Виталис. Достойно est Јаково истину, блажити Тја Богородицу, присно блаженују и пренепорочнују и Матер Бога нашего, честнейшую Херувим и славнейшую без сравнения Серафим, без истления